Кризата на Блискиот Исток представува сериозен предизвик за македонската економија, изјави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, нагласувајќи дека состојбата се следи на дневна основа. Не можеме да знаеме колкав ќе биде периодот, да кажеме, до завршување на целата оваа ситуација што се случува на Блискиот Исток. Некои велат дека ќе трае кратко, според некои анализи ќе биде подолго. Заради тоа треба малку да се чекаме да видиме како ќе се движат работите. Еве следете ги на дневна основа покачувањето на цената на нафтата. Да, оди нагоре, меѓутоа тоа не е некој драстичен скок, што можеби дава сигнали дека ситуацијата ќе се заврши ќе се затвори, ајде да кажеме, за еден пократок временски период и не би сакала однапред да зборувам. Секако да, за инфлацијата нормално, ако оваа ситуација продолжи, ако почувствуваме воопшто дека работите се менуваат, тогаш и ние со ребалансот проекциите кои што ќе ги правиме, ќе ги менуваме. При тоа морам да кажам дека секако на владата ќе стојат на располагање и други мерки со кои што може да реагира доколку има инфлација, да речеме, не само на владата, тука е пред се Народната банка, но и владата може да донесе одредени мерки, ќе видиме. Таа посочи дека е рано да се прогнозира колку ќе трае ситуацијата, но доколку продолжи, можно е со ребаланс на буџетот да се коригираат економските проекции. Владата, како што рече, ќе реагира согласно законските одредби и ќе преземе соодветни мерки во интерес на стопанството и граѓаните. Министерството за финансии не предлага кризни состојби, токму тоа беше една од работите што ја напоменав. Имаме соодветни министерства кои што врз основа на анализите кои што ги прават, треба да достават предлог до владата. Откако ќе се констатира каква ќе е состојбата, дали кризна или ќе видиме, законот јасно предвидува што треба да правиме ние како Министерство за финансии. Затоа кажав и на почетокот дека ние заедно работиме и другите министерства ја следат состојбата и врз основа на тоа што ќе се предложи од страна на другите министерства и во кој момент ние соодветно ќе одговориме. Министерката потсети дека Министерството за финансии не предлага прогласување кризна состојба, но доколку анализите на надлежните институции покажат потреба, владата може да донесе таква одлука. Владата е таа што треба да одлучи, ќе видиме, повторно ќе кажам, премногу е рано, особено за ситуација која очекуваме да заврши во еден пократок временски период, сега да прогнозираме дека нешто страшно ќе се случи. Ние ги гледаме, ги следиме состојбите, да оставиме малку да видиме како ќе се развиваат работите.